ЕПИ го објави 8-миот извештај во сенка за поглавје 23. Во овој извештај е опфатен периодот од октомври 2022 година до септември 2023 година. Извештајниот период беше прославен во знак на вклученоста на земјата во скрининг процесот, добивањето на скрининг извештаја за кластер 1 темелни вредности, како и подготовката на стратешките документи за отворање на истоимениот кластер, паралелно со постојната нагласена политичка поларизација околу францускиот предлог, уставните измени и загражувачките случувања во областа на владењето на правото. Република Северна Македонија покажа подобрување во борбата против корупцијата, но истото останува главен предизвик за граѓаните, за чие надминување потребно е зголемување на ресурсите на институциите, вклучително и финансиски експерти, спроведување на препораките на ГРЕКО и обезбедување на ефективна одговорност за случаите на корупција на високо ниво. ДКСК во текот на 2022 година примила 698 пријави од граѓани за случаи на корупција и злоупотреба на јавна функција. Оформила 127 предмети по сопствена иницијатива и издала 403 прекршочни платни налози. Последниот извештај за јавните обвинителства кажува на предизвикот со кој тие се соочуваат во растењето на бројот на предмети во однос на намалениот број на јавни обвинители, каде што секој обвинител се справува со околу 170 нови предмети годишно. Недостатокот на техничка опременост и финансиска независност, заедно со ограничената екипираност на јавните обвинителства, остануваат главните предизвици за овие институции. Во февруари 2023 година беа донесени измените на Кривичниот законник што воведуваат нови кривични дела поврзани со родовото насилство, се реформира конфискацијата на имот и се приспособуваат делата за безбедност на новинарите. Сепак, 6 месеци подоцна следуваше нова измена на Кривичниот законник, со која се намалија казните за кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластување и злосторничко здружување, која предизвика загриженост поради заврзаниот законодавен процес и употребата на европското знаменце, без да се развие сеопфатен јавен дискурс, експертска дебата или анализа на потенцијалните последици. Овие измени на Кривичниот законник со кои се предвидува намалување на казните за кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластување и злосторничко здружување, беа ставени на тест во неколку истакнати случаи на корупција на високо ниво. Јавниот обвинител во завршните зборови за случајот Титаник најави повлекување на обвинениото за злосторничко здружување, при што судењето би продолжило поради дополнителни обвиненија што не се застарени. Судењето за случајот Траекторија следеше сличен тек, при што главната расправа не ги опфати измените на Кривичниот законник. Спротивно на тоа, јавните обвинители во случајот Таргет тврдина побараа одложување на рочиштото за да го анализираат влијанието на измените врз правната квалификација на кривичните дела за кои се товарат обвинетите.